Актуелниот градоначалник Максим Димитриевски во својата изборна кампања ветуваше изградба на 3-катни гаражи, но кога и за другите ветувања и за ова не најде време да го реализира. Многу други работи кои немаа врска со Куманово му беа поважни отколку за она зашто му е дадена довербата од граѓаните на општина Куманово. Единствен обид кој се повеќе станува контроверзен е поставување на монтажна конструкција на паркингот пред Центар за култура, која се покаже како крајно нефункционална и дополнително го оптерети јавниот простор во центарот на градот, предизвикувајќи усложнување на дневниот сообраќај. Ова импровизација од градба не представува никакво решение за проблемот со паркирањето. Она што ќе остане како спомен е помпезноста на свеченото отворање на ова карикатура, на која ако нема надпис, многумина ќе помислат дека е некоја летна бавча, тераса и слично. Овој комунален чир, измислен од локалната власт, уште повеќе го стеснува и онака недоволниот простор за непречен проток на луѓе и возила во центарот на градот. Обшта констатација на кумановци е дека оваа монтажна конструкција на Максим Димитриевски предизвикува голем револт кај граѓаните. Оттука би сакале да прашаме: кога граѓаните на општина Куманово ќе добијат доволен паркинг простор? Нели чувствува за потреба градоначалникот да одговори зошто речиси ништо не е превземено од негова страна за решавање на овој проблем? До кога мисли да игра на картата на кратка меморија кај народот, надевајќи се дека преку манипулации и игнорирање на проблемите ќе се извлекува како и до сега? Како поминува времето, сообраќајниот метеж и недоволниот паркинг простор стануваат се поголем проблем, која актуелната локална власт очигледно нема намера да ги решава. Туку само од време на време ќе реализира одредени квази проекти кои представуваат одраз единствено и само лицемерие и цинизам со кој владеат 30 години во Куманово. За овој проблем градоначалникот на Куманово не може да се повикува на несовесноста на граѓаните, ниту пак да бара оправдување во хипотеките на неговите претходници. Време е да се одважи и да преземе лична одговорност за хаосот во градот. Оваа градба, предвидена да биде од времен карактер, очигледно за градоначалникот ќе остане трајно решение, а за сите нас нерационален и срамен објект кој ќе сведочи за неодговорната, деструктивната локална власт предводена од СДСМ.